Дали владата на Христијан Мицкоски се проширува со Доналд Трамп? Така гласеше насловот на текст кој го објавивме на 24 јули годинава. Поводот? Поводот беше неколкудневната посета на неколку бизнисмени од САД кои во земјава ги дочекаа, речиси сите министри од ВМРО ДПМН во владата, плюс председателката на државата. Гостите, релативно непознати за домашната јавност, беа Девин Нунес, поранешен конгресмен на Калифорнија, сега извршен директор на Трамп корпорација за медиуми и технологија. Хауард Лутник, основач и извршен директор на една од водечките финансиски корпорации во САД, Кантор Фицджералд. Во последните месеци пред изборите, стана еден од најблиските советници на Трамп и се очекува да има водечка улога во тимот за транзиција на администрацијата на председателот на САД, од Бајден на Трамп. Крис Павловски, бизнисмен со македонско потекло, основач извршен директор на интернационалната компанија Rumble. Rumble вклучува и видео сервис каде се префрли Доналд Трамп и неговата корпорација откако добија забрана на YouTube. Според тогашните соопштенија и изјави во медиумите, гостите беа во земјава поради неколку причини. Со Rumble се зборуваше за изградба на национални центри за податоци. Втора конкретна најавена можност беше создавање дигитален денар. Дали на Трамп фирмата ќе инвестира во Македонија? Па сега за сега не би откривал таков тип на детали, но јас сум многу горд и задоволен што овие луѓе ги имав денеска неколку часа и ќе останат во текот на денот и во текот на утрешниот ден со тимови од владата ќе разговараат, поделени во два дела. Првиот е економски дел и тука пред се мислам на новите блокчейн технологии, на криптовалутите и така натаму, можностите за ова што претходно го зборував, а тоа е дигиталниот денар. И второто е да видиме за дигитализацијата и дигиталната трансформација, пределен клауд, во кој што ќе можеме сите овие процедури кои што ние ги зборуваме полесно и потранспарентно да ги завршуваме. И ако успееме да најдеме заеднички интерес, зошто да не? Ние ќе бидеме првата држава за оваа компанија има дека имала оперативна загуба во првиот квартал од 12,1 милиони американски долари. Половина од тие пари, 6,3 милиони, се еднократни плаќања поврзани со затварање и спојување на TMTG, но сепак тие велат дека има доволно средства за финансирање на операција во иднината и затоа ве прашав дали и колку би вложиле во Македонија ако им е ваква финансиската состојба. Апсолутно станува збор за компании кои што имаат приходи со десетици милиарди и мислам нивното финансиско портфолио и потентност е огромна. Сега тука не би можел да ви кажам дали може да обезбедат 3 милиарди, 5 милиарди или 25. Тоа е прашањето. Не е прашањето дали може оваа сума која што вие ја споменавте. Инаку господинот Хауард Лутник е практично човек кој што во моментот е еден од најбитните 10 фактори на светскиот финансиски пазар. Не зборувам за и ние денеска го имавме во Македонија. Дочекот на Нунес, Лутник и Павловски не беше единствената комуникација меѓу невисоките представници на извршната власт во земјава со блиски луѓе на Доналд Трамп во американското предизборие. Во период од околу еден месец, премиерот Христијан Мицкоски на два пати се сретна со Ричард Гренел. Во првиот председателски мандат на Трамп, тој беше ВД директор на Националното разузнавање на САД, односно координатор на 17 разузнавачки агенции, амбасадор на САД во Германија и специјален представник на Трамп за Балканот. Се очекува да добие висока позиција и во новата администрација. Првата средба меѓу Мицкоски и Гренел се случи во Вашингтон на 8 јули, за време на НАТО самитот во САД. Плодна и пријателска вечера со Ричард Гренел, американскиот дипломат, поранешен директор на Американската разузнавачка служба и добар познавач на состојбите на Балканот. Економија, енергетика и владење на право, теми за продлабочување на соработката. Следната средба се случи во Скопје, во владата. По средбата стигна соопштение со нешто поконкретни пораки од оние по вечерата во Вашингтон. Во текот на средбата се анализираа можностите за искористување на потенцијалите за идни заеднички инвестиции во проекти значајни за регионот. Во наведениот контекст беше разгледана можноста за евентуално американско учество во енергетскиот проект Чебрен, кој има стратешко значење за енергетската независност на земјата. Соработката на владата со луѓе на Трамп засега се чини ограничена на кадрите на ВМРО ДПМН. Па кога пред 3 недели
Гости ни беше министерот за здравство кој од редовите навреди. Го прашавме дали евентуалната победа на Трамп, на пример, ќе ја подобри меѓународната позиција на владата на Мицкоски. Од тоа што знам и од тоа што зборувам со одредени посебно експерти од САД, нема нешто битно да се менува во политиките во однос на Западниот Балкан. Повторно ќе бидат во однос на Западниот Балкан зборувам, не зборувам во генерално за политиките на САД. Мислам дека нема да има некакво битно поместување од тие политики кои што ги водеше сегашниот председател Бајден. Смеам да ве прашам, имате вие личен фаворит на изборите во САД? Харис или Трамп? Видете, да речам дека е битен, пак американскиот граѓанин одлучува. Интересно е жена прв пат да биде председател на САД, меѓутоа повторно американскиот граѓанин одлучува на крајот на денот.